И ова е извънредна, уникатна можност да навистина разговараме многу повеќе за проблемите и за предизвиците со кои што се соочува секое мало, секоја средина и секоја општина. Затоа започнавме и во сред лето со промените кои што ги носиме, започнавме со овие малски урбани средби, ќе правиме отворени седници со најголем дел од нашите министри, од владата, со сите капацитети надвор од Скопје во текот на летото, се со цел не пред избори, како што кажат, туку во на еден системски начин, многу далеку од изборите да бидеме во контакт со граѓаните, да нашите луѓе кои што ги се носители на позициите како најодговорни во државата бидат блиски со граѓаните, со луѓето и да ги промовираме политиките, но и да ги решаваме проблеми. Денес е посебен ден за Штип, заради тоа што не успеало на ниту една досега политичка партија, за Штип успева на СДСМ. Денеска председателот на владата беше тука. Не е само заради тоа што студиите, проектите на кои што работеше градоначалникот Мако Трбно веќе се готови, а и тие или не постоја, или не можеше да ги најде, или не знам каква се мака не виде да се заокружи тој процес. Преку Министерството ја финансиравме студијата, една од студиите која што се однесува на оваа брана, но денеска председателот на владата беше тука за да докаже и за да ја прати пораката дека финансирањето на оваа брана нема да е на општина Штип и нема да биде оставена општината сама, туку финансирањето ќе биде на владата на Република Северна Македонија. И тоа е голема порака и тоа е силна поддршка и на градоначалникот, и на граѓаните, и на сите вас. Заради тоа што според сите анализи ова е еден од најприоритетните и клучни проекти за Штип. Денеска покрај ова беше пуштен во потреба и автопатот Миладиновци Свети Николе Штип. Затечен со многу проблеми и со многу нерешени состојби. Требаше да биде готов и пред да биде формирана оваа влада, а тогаш не беше завршен ниту 50%. Заради тоа што се што правеше владата на ВМРО-ДПМН, како и за било кој друг проект, и за било кој друг инфраструктурен проект или пат или слично, се беше застанато и блокиран. Ние имавме проекти започнати и за брани, и за системи за наводнување, каде што ниту имаше градежни дозволи, ниту имаше договори, ниту имаше инфраструктурни проекти, ниту имаше завршено имотно-правни прашања, ниту пак решени други околности. Брза само за да сечат ленти и за да зборат дека нешто прават пред граѓаните. Денеска Министерството е инвеститор. Реално, во реалност, на најголемиот инвестициски запад на ова министерство во последните 50 години. Тоа е браната Консково во Гевгелија или на неколку други проекти кои што беа заглавени. Уште повеќе, ако може да инвестираме во брана од 50-35 милиони евра, која што наш најголем запад, секако дека владата е тука да помогне и да ја финансира и оваа брана која што е значена за граѓаните на општина Штип, тоа е браната на река Одрин. Паралелно со пуштањето во потреба, после решавањето на сите спорни прашања, имотно-правни, други проблеми со кои што беше затечена владата при изградба на овој автопат, експресно се гради и патот Штип-Радовиш, Штип-Кочани, останати инфраструктурни проекти во земјата. Имаме целокупно право, авторитет, чист образ со нашата честност, одговорност и моја, и на тимот, и на градоначалникот, како на никој досега, да се појавиме секаде. Заради тоа што на никого ништо немаме побарано, заради тоа што 2 години работиме во интерес на граѓаните, заради тоа што 2 години ги решаваме проблемите кои што ни ги остави претходната влада, се соочуваме со проблемите, со предизвиците и работиме на враќање на парите назад кон нашите граѓани. Тоа е единствената исправна политика и затоа сега, а не пред избори, сме тука да се соочиме со секој и да не критикува, и да даде предлог, и да даде идеја, и да добиеме дополнителен мотив да во периодот што следи сите наши капацитети, министри, директори, функционери бидат насочени, бидат блиски со граѓаните и да ги решаваат проблемите на граѓаните. Благодарам.